Добро вечер, почитувани гледачи. Започнува 20-тото издание на Рапорт. Според досега сработеното во Штип и Источниот регион, може да се каже дека во овој регион максимално се вложува, како капитални инвестиции кои досега имале клучна улога и значаен придонес за Штип и околниот регион, ќе ги споменеме во текот на емисијата. Ќе разговараме и за актуелните случувања во државата, формирањето и исходот од анкетната комисија за фалсификување на лични карти, распуштањето на собранието за престојните избори, како и тековните случувања на истокот. Гостин во студиото на Канал Плюс телевизија е пратеникот од третата изборна единица на ВМРО-ДПМН од Штип, господинот Трајче Димков, воедно и член на анкетната комисија за фалсификување на лични карти, пасоши и документи. Добро вечер, господине Димков. Добро вечер и на вас и благодарам за поканата да учествувам во вашата емисија. Така, еве на самиот почеток на емисијата да ни кажете, вие како пратеник од ВМРО-ДПМН со втор мандат, како е да се биде пратеник, односно какво е чувството што граѓаните вие дадоа својата доверба вам? Во секој случај голема чест, обврска, меѓутоа и многу обврзувачка позиција или функција, затоа што огромен број на луѓе во два мандати, јас сум веќе неполни 5 години како пратеник, нешто што обврзува и ме мотивира во секој случај да го правам тоа што го обеќавме на граѓаните. Бидејќи ВМРО-ДПМН излегува постојано со програма, излегува постојано со отчет и се труди тие работи да ги направи. Ние како пратеници од оваа изборна единица, вклучително јас како дел од Штип, се трудам исто така да го направам тоа и во секој случај е, како што реков, голема чест, меѓутоа и голема обврска. Така, досега кои проекти на истокот би ги издвоиле како успешно реализирани? Па видите да кажам, во секој случај мислам дека голем дел од фокусот на програмата на ВМРО-ДПМН, вклучително на владата преку партијата, е огромен овде во регионот во Штип и во целиот Источен регион. Би наброил неколку, што мислам дека ќе се сложат сите, иако често пати знаеме да ги повториме, меѓутоа заслужуваат. Пред се основен и најважен проект кој овде го имаме, тоа е Универзитетот Гоце Делчев, кој дава еден посебен импулс на градот, бидејќи веќе градот, јас и кога што кажав во мојата најава тогаш во говорот кога говорев и се обрат пред на собраните луѓе пред избориите, кога беше дека веќе Штип е универзитетски град. Го препознававме по Макфест, го препознававме по фудбал, го препознававме по борењето и по многу други работи, по историјата така натака, меѓутоа еве го препознаваме Штип како универзитетски град. Дополнително тоа, тука е индустријската зона со веќе неколку фабрики и повеќе илјадници вработувани кои ги имаме во овој дел, вклучително со тоа што ако кажеме дека 2006 имавме 12.000 невработени на списокот на бирото за вработување, сега имаме 2000 активни баратели, сепак е многу голема разлика. Дополнително тоа, кога напоменеме дека гацификацијата на Македонија, меѓутоа и кракот кој поминува покрај Штип, исто така во догледно време ќе даде многу голем импулс пред се како и за поквалитетна и здрава околина, меѓутоа ќе даде и можност за поевтин енергенс. Во овој дел би сакал да го споменам хидросистемот Злетовица. Значи тука уште еден гарант за водоснабдување на градот Штип, меѓутоа и на целиот регион. Значи, тука имаме трафостаницата во близината на фабриката Македонка и далноводот кој неодамна беше пуштен и ја поврза Македонија, односно Штип со Србија. Тоа се проекти кои регионално гледано се многу важни, вклучително на тоа дека во правец на тоа се сега и во фаза изградба и неколку патишта, речеме автопатот Штип Миладиновци и експресниот пат Штип Велес, кои со така ќе бидат многу важни за развојот на овој град. Меѓутоа би сакал да напоменам и неколку други проекти, да речеме, кои се многу важни, иако не како дел само за Штип или вклучително за цела Македонија. Тоа е легализацијата на дивите градби, откупот на земјиштето на дворовите и под куќите, кое е нешто можеби револуционерно што се направи во ова. Можноста граѓаните, речеме, визната либерализација исто така е многу корисна за граѓаните. Исто така имаме, значи, можноста за купување на половни возила, кои се така има возможност на луѓето да се купат возила кои ги заменят тие стари возила кои порано ги има. Тука има еден проект што многу малку се спомнува, тоа е база на централниот регистар која има во Скопје, меѓутоа има и во Штип, и тоа е неколку милиони евра, која на некој начин е гарант за сите тие податци што ги има во централен регистар се наоѓа тука кај нас во Штип.
Тука е реновирањето и на казано-поправниот дом и на X други проекти, вклучително во делот на помошта во образованието, покрај високото образование, помошта во делот на земјоделието, да речеме, продажбата на земјиштето и така натака, некои проекти кои исто така даваат многу цврста гаранција за развој на овој град. И е препознатлива таа ситуација, кој ќе го гледаме дека Штип сега од порано и како сега се развива, гледате дека и индивидуалните приватните иницијативи се многу поголеми. Така да мислам, меѓутоа предуслов за сето тоа беше и универзитетот, и зоната, меѓутоа сите тие инфраструктурни моменти за да може да го привлече тој бизнес тука. Така, кои локални проекти ќе следуваат за воиднина за Штип и источниот регион? Ако ја следите програмата на ВМРО ДПМН, како работи, да речеме, пред се тука и премиерот Никола Груевски, неговиот тим, владата, значи тие се долгорочни проекти. Значи не е нешто што сега ќе започне и ќе го завршиме за една година. Или ова година планираме, сега за другата година. Гледате дека долгорочно, кога се почна со реформата за земјоделието, почна со 20, со 30, со 50 милиони евра, да идеме сега до 150 милиони евра. Значи тука се зголемо. Сега има веќе еден момент каде што се формира и јавно предпријатие за водоснабдување, кој што ќе даде многу добра гаранција или ќе овозможи на граѓаните, они што се занимаваат со земјоделие, да имат поквалитетна и понавремена обезбедување на вода за да ги наводнат своите ниви. Сега понатома што следува и што не радува посебно, да речем, покрај ово што го наброев, би сакал да ги напоменам уште еднаш. Тоа е автопатот Штип-Миладиновци, кој ќе даде неверојатен многу голем развој на градот Штип. Експресниот пат, рековме, Штип-Кадрифаково Велес, кој се така ќе помогне многу. Меѓутоа, тука во таа фаза е најавуваната повеќе години, за жал ќе речем, тука искрен сакам да бидам, тоа е изградбата на клиничката болница. Меѓутоа, конечно, ова година веќе се платија комуналите, се даде дозвола од страна на городначалникот Илчо Захариев и веќе очекувам во наредните фази. Меѓутоа, еден од проблемите за дел од проектите што можеби ќе застанат сега е токму ова предизборие што не очекува сега и така да јас очекувам дека после изборите веќе ќе се стартува со почетокот на изградбата на таа клиничка болница, кој на некој начин, гледате покрај овие другите сите проекти кои ги наброев, на некој начин ќе го заокружи тој процес и исто така сакам да кажам дека во најава, иако подолго време бевме и критикувани заради тоа е, иако таму веќе е направен откуп на земјиштето во Врсаково за изградба на карго аеродром. Значи Штип тогаш би станал стварно веќе еден од центрите на Македонија, каде што буквално ќе ги има сите тие потребни елементи за развој на еден град како што доликува, вклучително ќе биде во голема функција и помош и на останатите градови во регионот. Меѓутоа тука е најавата што сакам да ја кажам и веќе мислам дека веќе почна да се работи, не е официјално означен почетокот. Тоа е патот Штип-Кочани, експресен пат, кој ќе биде со 4 ленти, ќе биде многу важен за овој регион, така да граѓаните веќе од тој дел исто така ќе се приближат многу повеќе кон Скопје и кон Штип и тука во наредниот период треба да почне изградбата, веќе е направен проектот на изградбата на патот Штип-Радовиш. Вклучително веќе е направен Радовиш-Струмица, мислам дека веќе таа комуникација, можеби таа инфраструктура ќе биде една од најважните елементи за уште побрз и поголем развој на градот и на регионот, вклучително да рековме во земјоделието ќе се вложува, во образованието ќе се вложува, сведоци сме бевме некни присутни кога се стави камен темелници за на нова спортска сала во населбата Баби. Значи бевме сведоци на почетокот на значи завршување на изградбата на тениското игралиште. Тука имаше уште една најава од премиерот дека таа ќе се направи уште еден терен каде што и тој терен ќе се покрие за да може целогодишно да се користи. Така да можам да кажам дека не очекува една плодна, многу богата програма со многу проекти, вклучително следејќи го тука, значи паралелно, бидејќи не може едно со друго, бидејќи соработката на ниво на градоначалник со влада е одлична и тука господинот Илчо Захариев со советниците, со претседателот Владко Миташев на Советот, исто така дават еден силен импулс и гледаме што се повеќе се вклучува, вклучително на тоа дека јавните предпријатија ИСАР со директорот Ангел Бојаджиев тука, да речеме и другото јавно предпријатие Штип проект со Тони Оф исто така дават силни резултати и гледаме дека така заедно со една таква комбинирана активност, ние веќе Штип е веќе различен од тоа што порано луѓето го познаваа.
Така, господин Димков, изгласена е одлука за распуштање на собранието. Одложена со примената за одлуката е за 24 февруари, на само 2 месеца пред изборите. Што значи ова? Дали е дел од самораспуштувањето од акт или чин што го изгласа собранието или е дел од договорот во Пржино? И зошто СДСМ еве не ја подржа оваа одлука на собранието? Зошто? Значи, сведоци сме дека последната година се случува една криза во Република Македонија, можеби една од најголемите од постојањето на Македонија, нешто што никој не очекуваше дека тоа ќе се направи. И во едни такви моменти многу е нормално тоа да се разреши народ да одлучи како понатаму. Нели, на едни фери демократски избори да го направиме тоа. Имаше обвинување од страна на опозиционата партија дека има злоупотреби. Сега меѓутоа разликата од 200.000 гласови, јас искрено да ви кажам, јас бев председател во еден период и го водев изборниот тим во 2011 година. Јас тврдам и тука пред сите кажувам дека немаше никаква злоупотреба. Јас ги водев изборите, јас знам како ги правевме, многу честно си работевме, излеговме со нашата програма и победевме. Вклучително веќе во наредниот период 2014 година исто се направи. Меѓутоа, се најде начин, имаше тука некои материјали прислушкувани што не е вкусно за никој. Така. Сега искрено тоа не се случи, не се тие добри работи, меѓутоа некој ги има во рак и буквално те рекетира или те уценува. Имам јас, те знам што се изборувало, што сте кажувале, јас можам со вас цел живот што сакам да правам. Не се работи за мене, се работи за моите деца, се работи за мојата фамилија и понатака во животот. Значи јас можам да ве елиминирам вас како политичар. Имам одредени елементи, јас ќе ви ги пуштам и ќе правам што сакам. Меѓутоа се дојде до една состојба, се реши одредени работи, се стабилизира работата, седнаа да разговарат и некаде јуни-јули се донесе еден договор во Пржино, каде што по основ на него веќе се имплементира одредени задачи кои треба да се направат, вклучително тоа дека на 24 април треба да има избори. Во тој дел сега премиерот наш многу честно си го одржа зборот, се повлече од функцијата и сега одеднаш кога требаше да се направи тоа, тие пак најдат некои изговори и постојано изговори. Демек сега не е било во ред со избирачкиот список, со медиумите, така натака, скоро во се им се. Јас сум сведок на многу настани, бидејќи сум во собранието и 2011 и за 2014 беше иста приказката. И случувањето од 2012 во собранието и тепачката, ние сега имаме слична ситуација. Значи мислам дека ја повтарат приказка, сакат пак криза да направат. Јас ги повикувам, вклучително да речеме и господин Заев и сите, и значи раководството на СДСМ дека не смеат тоа да го направат. На крај краиште, можеби и ние сме сгрешили, можеби не знам дали сме во право. Меѓутоа, дај да му дозволиме на народот да одлучи. Ние имаме програма, имаме отчет, знаеме што сме сработиле, ако сме сгрешиле, ќе се одлучи народ. Нека кажете тие, меѓутоа тие нити еднаш не испаднат да речат, ако ние кажеме ќе направиме едно, нека кажат тие што ќе направат друго. Меѓутоа никогаш не испадна со една таква проценка, со еден таков надпревар. Значи надпревар на идеи, на проекти, на програми. Сега да испаднеме и постојано да бидеме критикувани дека ништо не сме направиле, сведоци сме дека Штип не е тој што беше и Македонија. Можеби недоволно, можеби некаде се форсира одреден проект некаде на друго место. Меѓутоа, реално да ви кажам, вие сте надлажен. Значи, на вас ви требаат одредени потреби. Јас сум малку повозрачен од вас. Имаме, значи, луѓе, како татко ми, како мајка ми, како луѓе што се поснати, им треба други потреби. Имаме спортисти, имаме културни работници, имаме историчари, имаме секаква област. Значи, ако гледаме како се развива програмата, значи, буквално во сите сегменти на државата влегува и си работи владата. Значи, во сите сегменти на земјоделците им требало поквалитетно водоснабдување. И тука влегуваме во тој проект. Социјалната помош е зголемена во тој дел. Платите се зголемени. Значи, буквално се прави тоа. Сега, може би се плашат од направеното. Вклучително тоа го вбројува и проектот 2014. Ги уплаши завршувањето на проектот, ништо друго. Се потрошиле волку и толку пари. Меѓутоа никој не може да каже дека Скопје не е убав. Меѓутоа дека не се вложува подеднакво на територија на цела Македонија. Сведоци сме дека и во Штип се вложува. Тука. Сега, нели, Скопје е главен град и јас ви кажувам, се радуваме сите на него и сите што ќе дојдат таму. Огромен број туристи да го видат сето тоа што е направено. Така. Сепак да се задржиме на распуштањето на собранието. Што всушност значи тоа еве на 24 јануари? Да појаснеме. 24 февруари. Февруари се извинувам. Да. Значи, тоа е едно донесена одлука во јануари, каде што ќе се имплементирали и таа одлука ќе важи од 24 февруари.
Значи од тоа се распушта собранието, всушност ние како пратеници остануваме до назначувањето на другите, кои ќе се утврди, значи ќе завршат изборите, ќе има конститутивна седница и до тогаш ќе важат нашите мандати. Меѓутоа, во не дај Боже, во итни случаи може да се собери да работи собранието, значи ние пак ќе функционираме, меѓутоа до тогаш се распушта и буквално почнуваат подготовките за изборите за 24 април. Со тоа што остана уште два момента кои треба да се решат околу избирачкиот список и медиумите, ние се надеваме, апелираме тоа да биде, вклучително на тоа дека и Државната изборна комисија веќе ја потврди методологијата, а СДСМ гласаше за таа работа. Ако гледаме дека тие водат СДСМ, меѓутоа многу интересно, тие веќе ни влегоа во власта. Јас искрено да ви кажам, јас не се политички бидејќи таква емисијата. Јас не гледам во нив дека тие сакат нешто да направат. Буквално власт сака. Си дојде, ќе станеме 5 мина министри и прво што направи Раменска си го напреди мажот. Така. Дали сакат да направат нешто тие за народ, да покажат некој проект, ги сменија началниците, ги сменија ръководителите на социјалните установи и што направи? Значи тие нека дојдат, нека кажат понатака. Значи идејата беше заеднички да се настапи, не си веруваме, ајде му даваме простор. Тоа никаде го нема. Така. Еве одлагањето на изборите СДСМ што го баре, дали тоа ќе влие на продлабочување на политичката криза? Многу. Значи одлагањето ќе ја продлабочи политичката криза. Македонија може многу да е уназади. Ние само да ви кажам една информација во моментите кога почна кризата, некаде таму беше почетокот на годината, некаде до летото, буквално и бруто домашниот да речеме доход беше многу низок. Меѓутоа веќе во наредниот период кога се стабилизира, кога се направи начинот тој договор, веќе сме сведоци кога економијата многу повеќе растеше. Тогаш застана инвестициите. Гледаме дека како се стабилизира состојбата и тоа се направи. Така да идејата да дестабилизира државата и да преку тоа да им кажат на луѓето дека еве ВМРО ДПМН не знае да ја води владата, нема да му успее. Јас ви реков и пред малку. Значи тоа нема да му успее на нив. Значи тие можат само да направат собствена штета. Јас ги повикувам и господин Заев и сите тие да се вратат на патеките, да си го изработиме тоа, да си покажеме колку уме, бидејќи народ не го интересира кој како, едноставно сака добар живот. И ние мораме да сватиме, вклучително и тие, ако тактиката е да некого уништиш, ако тие евентуално понекогаш дојдат по некоја ситуација, значи дојдат на едно ниво на 0, а треба се кренат до 100. Значи, зошто да биде така? Зошто да не биде на никој ниво на 90? Питејќи, ако ние дојдовме 2006 на ниво кај што имаше проекти, изработени работи и го надградиме тоа, и ако ние ги запрашавме нив, вие направивте 5 училишта, ние ќе направиме 10. А ние дојдовме, немаше да направиме ни едно училиште, немаше да направиме ни една спортска сала, немаше да направиме ни 1 километар пат. И одеднаш сега зборуваме за илјадници километри. Зборуваме за не знам колку голем број на проекти. Сега, желбата ни да не симна долу врз основа на овие, да речеме, не тактични, дури да речеме непопуларни, меѓутоа и штетни нивни тактики за добивање на власта, мислам дека е многу лошо и неприфатливо. Се радувам што народот го препозна тоа, врз основа на тоа се гледат и анкетите, да нешто да последна анкета кажува дека колкава е предност и тоа што се случува. Господин Димков, вие сте и член на анкетната комисија за фалсификување на лични карти, документи и пасоши. Што утврди комисијата досега? Точно, имав и тука е некоја чест да бидам избран, да бидам дел од таа анкетна комисија. Сведоци сме дека во еден период се откри, и тоа во моментот кога министер за внатрешни работи беше Оливер Спасовски, нивниот генерален секретар. И значи не може да кажат дека некој бил сега прислушуван, следен и така натака, иако тоа го направи обвинителството врз основа на нивни податоци, се случи да го откријат, да ја откријат таа фабрика, каде што буквално беа пронајдени 120.000 идентитети. Значи некаде околу 70.000 говори снимени, пресечкувани говори, каде се најдени пасоши, меѓу од бугарски и турски. Значи гледаме дека тие што им била идејата. Вклучително на тоа, во тој момент се гледа дека е во сработка со политички лица, вклучително со лидерот на и со министерот за внатрешни работи. Значи двете лица кои беа обвинети, каде што им беа најдени тие материјали, беа од да речеме во сработка со нив. Имавме можност да речеме и вчера да видиме таму дека беше обвинет лидерот на СДСМ преку Сидел телевизија, преку новинарот на Сидел телевизија, дека тој бил во непосредна комуникација, 60 на пати разговарал
со тој господин Чауш, затоа што најверојатно договарале. И што им било идејата? Дали да ги искористат моментот, бидејќи нас не обвинува дека нешто е злоупотребено, дека е препишено, дека е украдено и така натака, да има. И јас имам информации, сега ова се неофицијални, дека за голем дел од раководството на највисоко ниво на партијата кај нас биле спремени тие пасоши. И веќе били извадени со слики. И да речеме што ќе се случи, да речеме некој ќе го извадат со бугарски пасош. Да. Не вкусно е сега во секој случај. Сега не е така. Сега значи тоа им беше сега кога ги разоткрија, многу логично е и по барање на одредена група на пратеници да се формира таа анкетна комисија која има намера да се разоткрие. Што прави да ги тие малверзации да ги спречи анкетната комисија? Анкетната комисија почна, за жал тие не учествуваат, значи тие единствено не пријавија кандидати, значи сме ние таму, тука е значи партијата ДУИ, ДПА, значи тука единствено тие не сака. Ние утврдивме еден деловодник на работа, прв пат кога се состана комисијата, утврдивме како понатаму ќе работиме, се дадоа некои задачи со намера понатака да се викат сведоци и да се разговара на таа тема. Меѓутоа сега за сега до тука дојдеме, бидејќи имаше и други случувања во собранието, прилично е сега малку да речеме активно, имаме одредени закони, некаде околу 140-50 закони се, тоа е согласување со закон за општа управна постапка и денес се сведоци дека поминавме некаде повеќе од 50 закони и затоа што е обична промена и кога не обвинува претходно дека ние во еден ден знаеме да поминеме 50 закони, еве и со нив сега заедно денес пак поминавме 50, бидејќи е таков моментот. Значи имаме обично согласување и нема што да се разговара на таа тема. Само има одредена промена и кога се менува тој закон, се менуваат автоматски сите други закони. И така е, тоа е всушност. Меѓутоа и заради тоа и заради големите активности во собранието, сега во моментов таа комисија на еднаш се состана, сега најверојатно ќе имаме и следен состанок. Така, дали Македонија е подла на фалсификување документи? Дали Македонија? Дали е подла, например? Значи, дали постојат? Нема општество кај што не може да се случат тие работи. Значи, еве, сведоци сме дека нешто се случило. Факт е тоа. Речеме, сега се уште немаме судска развршница кога тоа ќе се утврди, меѓутоа сведоци сме, видовме на телевизија, ги видовме луѓето, ги видовме контактите и таа работа е многу јасна и чиста. И се надевам дека тие работи ќе се минимизираат, дека општеството ќе се издигне на едно повисоко ниво. Сите овие случувања и минатата година и сега ќе ни дадат поука понатаму како треба да функционираме, како треба да правиме, треба да ја градиме ова држава заедно да живееме. Значи ние треба да бидеме горди, бидејќи Македонија е мултиетничка држава. Значи држава која му дава право на секој граѓанин, без разлика од етничка или верска националност, да работи и да отвори во државата. Во тој дел, значи Македонија не е од сега, од век тоа го направила. Уште во Крушевскиот манифест е напишано и ги повикува во борба, значи сите граѓани буквално да се ослободат, не дава омрза кон некој, меѓутоа едноставно од една власт, од едно владење. И ние во тој правец треба да размислуваме. Значи Македонија си направи на своја програма, работи прилично добро, треба да бидеме горди на тоа, меѓутоа треба да го напредуваме. И овие слабости, и овие моменти што ни се појавуваат како дел од да речеме вакви пропусти треба да се надминат, бидејќи луѓето стварно барат од нас да се средат некои работи, меѓутоа постојаните избори веќе малку не заморија сите, не разочара. Значи скоро секоја година имам избори. И буквално јас да ви кажам, сега сум внатре во собранието. Јас ги гледам како да работите. Буквално за една работа да се каже добра, без за една работа, речеме еве сте направиле нешто добро. И само спинување, само девалвирање, само контра информации. И мислам дека во тој правец не е добро и едноставно повикувам и кон нив и кон сите да заеднички да се изградиме државата така како што треба, бидејќи имаме можност. Добро напредуваме, меѓутоа ако направат нешто попаметно, јас прв ќе ги пофалам. Нека излезат, нека кажат, нека дадат некоја идеја, нешто, некој проект што ќе биде вклучително многу поквалитетен. Така, за СДСМ се неприфатливи избори без при тоа да се прочисти избирачкиот список и регулација на медиумите. Што значи ова? Јас ви кажав, значи спомнав во почетокот дека СДСМ неколку барања имаше да внесат своји министри, да има промена на премиер, вклучително на тоа избирачки список беше во фокусот и барат некои нелогични работи. Се утврди методологија по која гласаше и СДСМ. Сега барат да одиш да се оди од човек на човек и да се прави буквално еден попис. Свесни се дека
тој период, нали, на тој начин, дали ќе може или нема да може, едноставно прават нешто што е невозможно. Дури со една идеја, ај ќе ве провериме дали сте биле на лекар, па врз тоа ќе видиме дали сте тука или колку пати сте биле, па дали е тој на списокот на. Може би се случувало да имаш и пробаат да извртат некои тези да спинуваат одредени ситуации, дури вклучително на еден колега дека кај него во куќата му се наша некои луѓе што биле таму, не знам како и така натаму, се утврди дека не е тоа. Проба нешто да направат, меѓутоа не успеа. И втората работа е медиумите. Иако предложија некој закон што е единствен за нив прифатлив, значи го нема никаде на друго место, такво не постои. И сега тие, значи, дури неприфатливо од ниједна друга политичка партија. А ако се вратиме назад, значи, трите политички партии прифаќаат да има и ги прифаќаат сите услови, сега само СДСМ не прифаќа. И тие тврдо стоат на линиите дека тоа не треба да биде така, а сите другите прифаќаат. И сега во тој дел и кај медиумите има слично, значи дури вклучително и здруженијата на медиумите исто така не им ги прифаќаат. Еве, нашата препорака беше било кој европски закон препишан од една европска држава да го прифатиме така да биде. Они предлагаат еден закон каде што ќе имаме лица од здруженијата, а тие здруженија сега нека ми простат, се сите соросоидни од некаде кои што ги плаќа од надвор и вложува огромни пари. Значи луѓе што ќе буквално ќе не командува некоја си странска служба и од друга страна ќе имаш тука во тој дел покрај ова, значи тие би сакале да ја командуваат, да речеме, и многу казни. Огромни се казните. И дури има некои нелогичности. Например, сега, еве јас зборувам, вие ќе треба утре да најдете некој човек што ова треба да го демантира. И тоа ќе ги усложни постапките. Тука дури еден пример го кажуваат со еден голем спортиста кај нас и ќе испадне, ќе каже дека да, тој настапувал таму бил добар и сега он заради тоа ќе мора да најдете вие контра некој да рече дали така било. Ние треба да го проверуваме Кирил Лазаров како еден од најголемите спортисти во Македонија. Го гледа цела јавност дека е добар и сега да му речеме неки да дајме ние контра на тебе некој да го провериме. Така. Или дали ќе има треба да имаш странски јазик некој во програмата. Сега ти ќе мораш да ја менуваш целата една шема. И мислам дека налудничеви се тие некои работи. До толку че ние не смееме така да размислуваме. Значи луѓето и ние бевме едно време во опозиција. И ние знаеме како се градеше. Ние знаеме како се победуваш, како треба се дојде на победа. Дека не мислат дека пречката сме им ние за да тие дојдат на власт. Во самите сопствени редови. Ние некој седнавме и расчистиме со некои работи кај нас. И сега веќе градиме на друга програма. Јас сум постојано на терен. Не јас, сите мои колеги. Гледате буквално дека владата работи по цел ден. Гледате дека премиерот не е застан, не е 10 години поред. 10 години сте на власт. 10 години не сме застанати. Нека кажат некој дека не е така. Гледаме буквално што се случува. Со милијадници проекти, поготово за младите, веќе имаме 20 проекти. Проектот го забравив да го спомнам за купи куќи за млади. Најреволуционарен проект до сега, што може да кажем. Еве врв на сите работи. Да, и постои интерес веќе. Интерес постои. Што значи тоа да добиеш ти од 50.000 евра, 30.000 евра да ти даде некој да ти поклане? Млад човек, ќе се ожените, здраве Боже, ќе биде секој што треба, да влезеш во старт. Јас 20 години ја градам моето куќа и живеам во куќата на татко ми е надградува. А вие сега имате шанси. Значи да со момчето да седнете и рече јас сакам. И вклучително сега ќе ви даде простор. Еве мислам дека ќе се отвори зона тука во близината на Три чешми и да си ја купите и земете за ефтини пари. Сега и не чини ВМРО. Може би сгрешила некаде. Ама дај кажете нешто што направил. Ово што се случува околу нас, луѓе, верувајте дека штип нема да го препознаеме. За кратко време ни треба 2-3 години. Така. Ако ни даде доволно простор, во Штипки можеше 2 фабрики повеќе и можеби тие 2000 луѓе ќе беа вработени, што ни стоат сега на душа. Ама и тоа ќе го решим. И овие патишта и другото ќе се реши многу побрзо. Меѓутоа и болницата ќе беше почната. Некам да кажам која стопира во некој работа, ама веќе се завршува. Така, вие како представник од третата изборна единица, кое решение, кој закон го предложивте за подобрување на животот на локалната средина? Видите, обично како функционираме како парламент, да речеме, ние имаме поголем дел од законите и предлозите за решавање на одредени проблеми се доаѓаат од владата, од министерството, меѓутоа ние сме постојано на терен. Сите информации што ги добиваме на терен, значи се среќаваме со граѓаните, со луѓето од руралните средини. И се што ќе побарат, ние го ставаме на хартија и го праќаме во Скопје. Значи од идејата, од локален пат, од градинка, од не знам фудбалски игралиште, спортско игралиште.
каналите да ми се исчистат, осветлувањето и така натака. Се постојани препораки што ние од наша страна ги даваме. Меѓутоа горд сум, затоа што можев да гласам за болницата, бидејќи гласов и дадов подршка за изградба на болницата, гласов за автопатот, гласов за експресниот пат, гласов за сите овие, за индустријската зона и за многу други работи. И така да, можам да кажам дека некогаш и ќе се случи да гласаме некои работи што не се популарни. Има мерки кај што види државата мора да востанови мерка или одредена казна кај што мораме да го ограничиме некој. Оти ние такви сме луѓето. Ако не ни каже некој до тука, ние знаеме да рипнеме од другата страна, да се саме уништиме. Така да државата некогаш прави. Сега тоа е непопуларно или сакаме да издигнеме државата на повисоко ниво. Како велиме? Абе Швајцарија сакаме да бидеме. Ама Швајцарија со тие закони, со тие стандарди, ние само во соседството кога ќе слеземе во Грција почнуваме каишите да ги ставаме на нас со возилото, да слеземе да возиме во умерена брзина, да не фрлиме некоја кеса лево и десно и така натака, а тука веќе сме многу покомотни кај нас. А сега кога ќе дојде, тоа не се направило случајно да ви кажам. Многу казни, многу работи и не случајно тука казни имаме. Јас имам еден другар во Словенија живее, и вика буквално ми кажуваше во однос на начинот на фискализацијата. Во Словенија вика прво ти ја дава фискалната сметка, па ти ги враќа парите. Не случајно да не ја земеш. Значи строго дефинирано. Мора. Во Грција имаме проблем во делот на фискализацијата. Грција не ти дава, таму е многу нарушена таа состојба и не случајно се случува оваа финансиска криза. Така да и сега државата или јас вклучително некогаш кој ќе гласам нешто ќе кажам, тогаш е нормално тоа така да биде. И меѓутоа во секој случај се работи многу. Буквално се работи целодневно покрај тоа што имаме како активност таму и на терен и мислам дека јас се надам луѓето дека го препознаваат тоа. Можеби има многу работи што не се решени, меѓутоа еве се надеваме дека во идниот период ќе се решат. Така, како што споменавте, вие сте постојано по меѓународот, што најчесто бараат тие од вас? Често пати се лични работи. Значи ние обично секој петок сме во канцеларијата кога сме тука, ако не сме на седница. Некогаш за обична консултација или одредени слабости, некогаш на некои лица или административци кои не им ја завршиле работата. Меѓутоа често пати се кога одам по населени места кога барат одредена состојба да им се реши со канализација, со водовод и така натака, ние тоа го евидентираме и во согласност и со локалната самоуправа се трудиме тоа да го помогнеме, меѓутоа ги упатуваме тие информации до Скопје и ако не следите во последно време ние имаме една акција на 4-5 месеци кај што сме меѓу граѓаните, собираме идеи и буквално ги пративме сите идеи таму. Јас сега очекувам дека од тоа ќе излезе една голема програма, можеби најголемата, најсилната програма која ќе биде во функција на граѓаните. Така, господине Димков, ви благодарам на гостувањето. Благодарам и на вас. Ова беше разговорот со пратеникот од третата изборна единица на ВМРО ДПМН од Штип, господинот Трајче Димков. Останете со програмата на Канал Плюс, следуваат кратки вести, а веднаш потоа следува серијата Клетници. Довидување, имајте пријатна вечер.